Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Интервју на наша ТВ. Ние денеска сме во Министерството за здравство, поточно во Институтот за јавно здравје. Интервју за наша ТВ ќе даде доктор Игор Спировски и началник на оделението за физиологија и мониторинг на исхрана. Ние денеска ќе поразговараме на една актуелна тема. Ќе разговараме за ризиците по здравјето на човекот кои што се предизвикани од исхраната. Тука спаѓаат дебелината кај децата, физичката активност, неухранетоста, но и болестите кои произлегуваат од начинот на исхрана и животниот стил. Доктор Спировски, добро дојдовте. Дебелината е болест на 21 век. Како да се соочиме со овој ризик? Може ли да се победи дебелината? Како да се победи дебелината и како да ја контролираме дебелината? Благодарам за поканата, прво. И добре дојдовте и вие во нашава институција. Точно, дебелината е болест на сега веќе на 21 век, можеме тоа да го кажеме, затоа што пропишана е и представена е и со докази докажано е дека е од најголемите ризик фактори кои што придонесуваат за појава на поголем број на болести. Од една страна, а од друга страна во поголем број на земји дебелината е дефинирана и како болест, не како ризик фактор, и се преземаат поголем број на мерки за да може да се справиме веќе како со дебелината како болест, а не како фактор за појава на определена болест. Прашањето ви е дали може да ја победиме и како да се победи. Секако не смеме да се предаваме и секако дека може да се справиме со дебелината. Ние, кои што работиме во јавно здравје и кои што проблемот со дебелината го гледаме на популацијско ниво, имаме поголем број на совети, на активности, на интервентни мерки, за кои што можеби ќе позборуваме подоцна, кои што ги предлагаме, како начин на борба против дебелината. Со дебелината секогаш оди изголемената телесна тежина, значи тие се две градации во однос на пореметување нутритивниот статус во насока на прехранетост, така што тие се различно дефинирани, меѓутоа најчесто одат заедно едно со друго. Контрола на исхраната. Што да превземаме ние самите? Како да имаме контрола врз исхраната? Појавата на дебелина најмногу е поврзана со зголемен внес на нутриенси, на макро, најмногу нутриенси, и тоа најголем број најголем дел од нив на масти. Може би најдобро е да кажеме како е дефинирана дебелината. Дебелината е дефинирана преку индексот на телесна маса кај возрастните, односно колку тој индекс на телесна маса кој што е определен со однос на висината и на тежината, го надминува бројот 25 во мерка килограми на метар квадратен, кај една личност која што има над 18 години, тогаш велиме дека таа личност е со зголемена телесна тежина. Ако пак тој body mass index или индекс на телесна маса надминува над 30, тогаш викаме дека таа личност има определен степен на дебелина. И тие се 3 степени на дебелина кои што се со body mass index над 30. Велите како да ја контролираме исхраната, прашувате. Јас ќе кажам дека основен начин кон спречувањето на дебелината е начинот на исхрана. Како? Има определени насоки. Едната од тие насоки е да ги контролираме калориите, односно да контролираме колку калории во денот внесуваме. Калориите најмногу ги добиваме од макронутриенсите, кои што ги спомнав, значи од глеклените хидрати, од мастите и од протеините, значи со контрола на нивниот внес, ќе придонесеме кон спречување на дебелина од една страна, а од друга страна многу важно ни е како тоа што сме го внеле ќе го потрошиме. Ако сме во баланс на тоа што сме внели и тоа што сме потрошиле, тогаш ќе имаме нутритивен статус кој што ќе ни овозможи да немаме зголемена телесна тежина и дебелина, односно да имаме намалени ризици за определени болести. И како дебелината влијае врз здравјето на луѓето? Кои се ризиците кои што можат да настанат од зголемината тежина, односно од дебелината? Еве на почетокот тоа што го спомнав, ми дадовте сега шлагвор да го малку експликација да направам. Значи, основно ни е дека дебелината ни придонесува кон појава на определени болести. Реков, во определени земји е дефинирана како болест, но Светска здравствена организација се уште ја дефинира како фактор на ризик. И ние се сложуваме со тоа.
А доколку имаме зголемена телесна или дебелина, зголемен ни е ризикот од појавата на болестите од кои што во светот најмногу се умира. А тоа се кардиоваскуларните болести, а од кардиоваскуларните и цереброваскуларните заедно доминираат инфарктот на миокардот, односно срцевиот инфаркт, и инфарктот кој што се случува во мозочното ткиво, односно кај мозочните артерии, односно кај нас познат како мозочен удар или шлогирање. Значи, тие две болести се доминантно поврзани со исхраната и со стилот на живот како ризик фактор. Секако има и други фактори. Најголем број од болестите се мултифакторијални, меѓутоа јас ги спомнувам болестите каде што исхраната има доминантна улога. Други болести кои што се под ризик се малигните заболувања. Најновите податоци велат дека 10 видови на рак се поврзани повеќе или помалку со стилот на живот и со тоа како се храниме и дали практикуваме физичка активност. Да не зборуваме за од карциномите доминираат, да спомнам и тоа карциномите на гастроинтестиналниот тракт, каде што имаме најголемо ниво на веројатност на докази дека исхраната влијае и дебелината на тоа. Други се карциноми на бубрезите, карциноми на матката, на градите и така натаму, кои што се поврзуваат со Дебелината представува живот, предизвикува живот со нарушено здравје, рековте предизвикува различни болести. Можат ли да настанат компликации од дебелината, од преголема тежина? Она што кажавте дека предизвикува живот со нарушено здравје, една голема вистина би рекол. Зошто? Затоа што во медицината користиме докази. Едни од доказите кои што ги користиме се здравствено-економските индикатори. А здравствено-економските индикатори ни покажуваат дека определена болест која ќе искомбинираме со годините кои што ги губиме на квалитетен живот, односно ако имаме болест, имаме години кои што живееме со неквалитетен живот. Или викаме со инвалидитет, при тоа инвалидитет не подразбираме физичко отсуство на екстремитет или нешто друго, туку со инвалидитет живееме ако имаме определена кардиоваскуларна хронична болест. Со инвалидитет живееме ако имаме определен карцином. Со инвалидитет живееме ако имаме и хронична респираторна болест и така натаму. Значи болестите, здравствено-економските индикатори кои што ги поврзуваме со болестите, еден од нив доминантен е години на изгубен живот, поврзани со инвалидитет. Едно од највлијателните медицински списанија, се вика Lancet, прави на определен период, најчесто на 5 години, проценка на ризик факторите, кои што влијаат на години на изгубен живот. Во тие ризик фактори, факторите поврзани со исхраната, се најдоминантни. Така што, најголем број на години на изгубен живот се поврзани со диететските фактори, велиме или факторите на исхраната. Најблиску до нив, а сега може би да ги надминуваат, меѓутоа тука го делат првото место е крвниот притисок, високиот крвен притисок. Ако се вратиме чекор наназад, исхраната пак придонесува за зголемен крвен притисок. Тоа не го спомнавме претходно. Крвниот притисок е директно поврзан исто со начинот на исхрана. А кои се причините зошто се здебелуваме? Па се здебелуваме како што спомнавме претходно, затоа што доколку немаме друга органско пореметување, кој што треба да ги исклучиме, органските пореметувања кои што можат да дадат определено ниво на зголемена телесна тежина или дебелина, а дебелината се појавува како дисбаланс, значи небалансиран сооднос на тоа што го внесуваме и тоа што го трошиме. Секогаш, кога внесуваме повеќе од овие макронутриенси, првенствено масти, затоа што и другите макронутриенси во организмот, по преработката во нашиот организам, најлесно му е на организмот доколку се вишок, особено гледните хидрати, да ги претвори во масти. Тој процес во организмот бара најмалку, а и организмот е инертен, нормално, како и сите ние, ако може некоја работа да ја сработи со помалку мака, ќе ја сработи така, така што најчесто тие ги складира како масти. Доколку ние не го потрошиме, а трошењето не е право пропорционално со внесувањето, треба многу повеќе да се потрудиме да направиме физичка активност и друг тип, значи активности кои што ќе ги потрошиме калориите во однос на тоа што сме внеле,
за да бидеме во еден баланс, да имаме така наречена здрава форма или здрава тежина на нашиот организам, која што не ќе биде во рамките на 18,5 до 25 килограми на метар квадратен на вредности на Body Mass Index. На која возраст се појавува дебелината и дали дебелината е генетски поврзана, дали е наследна? Ќе почнем вториот дел од вашето прашање. Има истражувања кои што се одвиваат во моментов во врвни истражувачки центри во светот, кои што покажуваат или се на линија на докажување дека има определен ген на дебелина кој што го викаме, кој што може да се пренесе. Но животниот стил не треба да се пренебрегне и да речеме во една ситуација кога некој го носи тој ген, тоа не значи дека тој ќе добие експресија генот, ние викаме. Значи, тој ген може да биде супримиран и да не се појави фенотипски неговата, значи во појавата на тој човек да не се појави тој ген, доколку тој во својот животен стил практикува животни навики со кои што експресијата на таквиот ген ќе ја супримира. Од друга страна, да се вратиме на базичните животни навики, дебелината, рековме, може да се појави уште од најраното детство. И многу истражувања има кои што покажуваат дека се појавува тој таков наречен феномен на следливост, трекинг феномен. Значи, дебели деца подоцна да стануваат дебели возрасни. Тоа не мора секогаш да биде случај, меѓутоа, велам дека голем број истражувања го потврдуваат тој феномен на следливост на дебелината од најрана појава до адултно доба. Дали имате информации за популацијата во Република Македонија, за луѓето? Колкав е процентот на дебели луѓе во Република Македонија? Имате ли податоци? Дали Македонија важи за нација на дебели луѓе? Секако дека имаме податоци, Институтот за јавно здравје прави поголем број на истражувања со кои што ја покажува преваленцата, велиме, на дебелина кај населението во Република Македонија. Во 2015 година направивме првата студија за исхрана. Тоа е прва студија од осамостувањето до денес, во која што ги испитувавме начинот на исхрана на нашето население и испитувавме каква е состојбата со големена телесна тежина и дебелина. Кај возрастното население, стапките односно преваленцата е следна, повеќе од половина, значи околу 55% од населението во Република Македонија е со зголемена телесна тежина или дебелина. Значи во таа бројка влегуваат и оние кои што се со зголемена телесна тежина и кои што се дебели, а само дебели се некаде околу 19% на возрастното население во Република Македонија. Значи тие имаат Body Mass Index над 30 килограми на метар квадратен. А што се однесува кај децата? Кај детската популација, ситуацијата Имаше едно истражување дека децата во Македонија се втори по дебелина во Европа или во светот. Не, тоа не е точно. Не знам од каде е тоа истражување. Ситуацијата во Македонија е следна. Ние правиме на различни популации. Она кое што ни е најрепрезентативно истражување кај детска популација, кај децата на возраст од 7 до 8 години. Зошто? Затоа што во тоа истражување учествуваме согласно истражувањето на таа се вика иницијатива за следење на дебелина кај децата во Европа и ја управува Светската здравствена организација. Ние сме дел од таа иницијатива. И во таа иницијатива покажавме дека над 30%, 31 до 33% од децата на возраст од 7 до 8 години се со зголемена телесна тежина или дебели, а дебели се 13,3%, 13,3, 13,4 варира таа бројка, меѓутоа околу 13% се движи стапката на дебели деца во Република Македонија и не сме втори, меѓутоа не смееме да бидеме задоволни со таа бројка. Најголем број од децата на таа возраст најдебели се децата од медитеранските земји. Грција, Шпанија, Португалија, Италија, Малта. Ние сме во групата кој што следи после нив. Меѓутоа не сме втори сигурно. А најмалку се дебели децата од некои земји во централниот и северниот дел на Европа, да речеме во Белгија, Луксембург, Холандија, тој дел на Европа, децата се со стандарди нутритивниот статус, состојба на нутритивниот статус кој што е најпосакувана.
Дали имаме повеќе дебели машки деца или повеќе женски деца? Подебели се машките кај нас. И децата, и возрастните, подебели се мажите, односно момчињата. И на што односно се девојчињата. должи дебелината кај младата популација во Република Македонија, порастот на дебели млади луѓе? Па, тоа е еден глобален феномен, за жал ние не можеме да се оттргнеме од тој феномен кој што и на европско и на светско ниво се случува, се поголем дел од младите да бидат со зголемена телесна тежина или дебели. Примарен е стилот на живот и храната која што ја консумираме. Значи, се помалку се консумира храна која што е значи она што е иманентно за нашето подрачје, значи жита, препорачано интегрални жита, голема количина овошје и зеленчук која што е препорачана, се помалку се консумира, која што пак подоцна придонесува за подобре здравствен статус и помала појава на зголемена телесна тежина и дебелина. Консумирањето на преработена храна во големи количини, ние да се завртиме околу нас и во нашите домови можеме да видиме дека имаме голем број на храна која што е пакувана, препакувана, односно преработена. Така што малите нивоа на физичка активност, во оваа студија покажавме дека околу 90% од населението во Македонија не практикува физичка активност која што би го подобрила здравието. Тоа не значи дека 90% воопшто не практикуваат. Меѓутоа, физичката активност, за да има позитивно влијание на здравието, треба да има определено време да се спроведува при определена активност. Да не бидам погрешно разбран, секоја физичка активност е добра, дури ни таа што не ги исполнува критериуми на 150 минути неделно на умерена физичка активност. И 5 минути и 10 е подобро од ништо. Така што тие стапки исто така, таа појава која што ни се појави во оваа студија исто така ни влијае на тоа да кажеме дека животниот стил нас ни е во насока на зголемување на стапките на дебелина. За нормална тежина треба и правилна исхрана. Ни набројавте житарки, овошје повеќе, но што значи правилна исхрана? Правилна исхрана, добар израз ви употребивте, така и на се употребува изразот, а и се повеќе во литературата го среќавам изразот на здрава исхрана. Јас се уште не сум премногу комотен во негово користење, затоа што здрави состојки во исхраната, има и во она што ние го подразбираме како нездрава исхрана, да речеме, големи количини ако јадеме на црвено месо и така натаму. Е лошо, меѓутоа нејадењето на црвено месо пак може да не доведе до дефицит на некои нутриенси. Добро, да не навлегуваме по длабоко во однос на тоа. Она што е стандард, а што е пропишано и од Светската здравствена организација и од најголемите истражувачки центри и универзитети во светот, е дека во исхраната треба да доминираат интегрални жита, меѓутоа интегралните жита се подобри значи не целозрнести, непреработени, да бидам по-експлицитен, да не јадеме бел леп, туку да јадеме интегрален леп, доколку го јадеме. Треба да доминира овошјето и зеленчукот, во која количина, најмалку 500 грама, најмалку 400, меѓутоа и 500 се ја препорачуваат грама во текот на денот да консумираме овошје, зеленчук или производи од овошје и зеленчук, и тие ни се вклучени во таа бројка. Здравата храна предпоставува 2 до 3 порции, викаме, пред да појдем на тоа, морам да спомнам дека консумирањето на течности е многу важно. Значи, ние мора во текот на денот најмалку 2 литри да консумираме вода или други течности. Меѓутоа, кога бираме течности, многу е важно да ги бираме правилно. Водата е многу поправилен избор од колку засладен сок. А особено ако тој засладен сок е газиран. Значи, можеме да пиеме чај со помалку шеќер. Кафето исто така можеме да го консумираме некако вода нормално, меѓутоа подобро е шолја кафе отколку шолја засладен сок. Значи, имаме тука препораки како и течностите да ги одбираме. Исто така многу е важно да јадеме здрави протеини. Што значи тоа? Протеините кои што ги јадеме да потекнуваат, да не потекнуваат и да не доминираат од црвено месо.
што го спомнавме претходно. Под црвено подразбираме свинско, телешко, јунешко и така натаму. Туку ако одбираме месо, да одбереме бело месо, месо од живина, месо од риба, протеини кои што потекнуваат од јаткасти плодови. Значи, тие да не бидат подоминантни како извор на протеини, отколку да не биде црвеното месо. Затоа што црвеното месо, рековме, има своја корист, да речеме железото, кое што го ни е неопходно во организмот, најмногу има во црвеното месо. И јас не практикувам да се избегнува, но ако се одбире, ако се прави одбирање на тој тип, од каде ќе ги земе протеините што ни се потребни, да ги земеме онака како што кажав. И секако да го избегнуваме, да ги избегнуваме шеќерните концентрати, да ги избегнуваме соковите со додаден шеќер, да избегнуваме внес на сол. Максимум 5 грама во денот да внесуваме сол. И да бидеме активни. Исхраната заедно со физичката активност. Дали треба посебна исхрана на која треба да се придржуваат децата, а посебна исхрана за возрастните? Па секако дека кај децата рестрикциите во исхраната, особено во првите години на растот, може да бидат контрапродуктивни. Значи, кога велиме ние дека на дете не треба да му се ограничува исхраната, првенствено на дете не треба да му ограничуваме што ќе јаде во првите години, иако секогаш можеме да имаме правилен избор на тоа што ќе му дадеме. Јутоа на дете не треба да правиме рестрикции. Зошто? Затоа што со рестрикција на исхраната кај дете можеме да го пореметиме неговиот раст и да влеземе во една друга спирала на случувања кои што ќе резултираат со пореметен раст на тоа дете, а ако тој раст стане хроничен недостаток, односно хронично пореметување во растот, тоа дете нема да ја достигне висината и растот на целиот свој организам кој што би го достигнало ако се случувало како што треба. Нормално со такво пореметување тоа ќе биде многу поранливо. Заради тоа кај децата рестрикцијата треба да во првите 2 години не смееме да размислуваме во однос на тоа. Меѓутоа, понатаму, тоа би била првичната разлика кај дете, мало дете, да речам и возрастен. Меѓутоа, како детето расте во школска возраст, како подоцна станува во адолесценција, веќе важат истите правила кои што важат и кај возрастните. Која храна е високопротеинска храна, а која храна е нискокалорична? Ова ви спомнав, значи високопротеинска храна која што се практикува. Што се протеините? Протеините се градбени состојки, макронутриенси кои што учествуваат во градбата. Најмногу на мускулното ткиво во нашиот организам и таа високопротеинска исхрана повеќе ја практикуваат оние кои што се занимаваат со поинтензивна физичка активност, со бодибилдинг и така натаму. И пак ќе речем, протеините најмногу ние ги имаме во месото, месните производи, јајцата, реков, различни типови на месо, јаткастите плодови, значи сето тоа нас ни е протеинска исхрана. Протеини имаме и во овошјето и зеленчукот, и во растителната храна, тоа многу помалку во однос со овие храни. А нискокалорична храна се смета храната при која што ќе внесеме најмалку енергија. Калориите се мерка за колку енергија сме внеле. И најмногу калории во нашиот организам добиваме од мастите. А помалку добиваме од јаглените хидрати и протеините. Од витамините и минералите скоро и да не добиваме. Тие се ги викаме заштитни нутриенси. Но не смеам да заборавам дека еден нутриенс има многу повеќе калории од јагмените хидрати и протеините, скоро колку мастите, а тоа е алкохолот. Така што алкохолот и конзумирањето на алкохол исто така може многу да влијаат покрај други негативни импликации, може да влијаат на составот, на изгледот на нашето тело. Дали ќе бидеме во нормална, да речем, телесна тежина ќе имаме или ќе бидеме со зголемена телесна тежина или дебелина. И рековте која исхрана содржи протеини, но која исхрана содржи витамини, минерали? Заштитните материи, рековме, како што се витамините и минералите, најмногу се наоѓаат таму кај што имаме најмалку калории. Витамините се делат
особено витамините ги имаме во таа исхрана, ги имаме витамините кои што се растворливи во вода, затоа што витамините се делат на витамини растворливи во вода и витамини растворливи во масти. Како и да е, најголем број на витамините и минералите ги имаме во овошето и зеленчукот. Тие се доминантен извор на витамини и минерали, особено на витамини и минерали растворливи во вода, но на дел и од витамините растворливи во масти. Значи во вода се витамини растворливи во масти се витаминот А, витаминот К, витаминот Д, витаминот Е. Тие се во масти, останатите, како што се витаминот С, Б витамините се растворливи во вода. Значи најмногу во овошето и во зеленчукот, но дел од нив имаме и во друга храна. Например, витамин Д доста имаме во месото од риба. Така што витамин Е како антиоксиданс го има во разни исто така разни храни. Во зелено-листестиот зеленчук имаме витамини од групата на Б, други витамини од групата на Б имаме во житата. Така што се витамините и минералите се распространети во сите, да речам, во сите типови на храна.